Почитувани гледачи, почитувани гурмани, почитувани љубители на добриот вкус, сите вие што не следите 180 степени со нова епизода. Телевизија Телма и ФДЖ Кулинарското училиште, јас денеска како домаќин имам честа да ви ги најавам нашите надпреварувачи и ќе посакам добре дојде на Мартин, Александар, Лидија и Лука. Се помалце во студиото, така, се повеќе комфортно се чувствувате, меѓутоа се посериозни предизвици на ваш грб. Како се чувствувате, Лука, како си? Супер. Гледам имаш нов имидж малце. За смене, Ми се допаја, така малку за гледачите кои што сепак преферираат носење на капа, ние ќе кажеме дека тоа го ставивме на избор на вас, како надпреварувачи. денес мислам, дека претходниот пат готвивме пилешко, мислам дека ќе следиме некој пат на главни јадења, например, свинско, риба, телешко, јунешко, не знам. Тоа ми е некој чувство. Александар, ти што би рекол? Дали имаше малце сугестии? Ве молам, капа ставајте. Да, во однос на тоа потењето, со оглед на тоа што е доста жешко. Претходниве два рецепти потврлив по мое на мој терен. Сега се надеваме да се покажеме у подобро светло. Голема благодарност денеска за Рибокомерц, кој што секогаш има свежа риба. Голема благодарност до президент. Да не ги заборавам Рамстор. Рамстор е најголемиот дел од вашите намирници, ги снабдува Рамстор. Халкбанка е банка која што се грижи за вас на начин да тоа го почувствувате. Јас се надиме на крај на емисијата ќе го почувствувате, значи главен фокус се луѓето, главен фокус се младите бизниси и се надевам дека со Халкбанка ќе ги остварите вашите следни идни проекти и ќе останете во кулинарството. Винарија Камник денеска ќе спари супер вино, имаме човек кој што виното го познава како што вие си ги познавате вашите станици. Компанија Фортис секогаш со ФДЖ Кулинарското училиште, перутнина, витаминка и да не заборавиме Макпетрол 1 милион денари за победникот. Имаме едно изненадување за вас. Се враќаме од село Требеништа. Ве поздрави Гоце Мартиновски сите. Струшкото поле ми е мене едно од омилените места кои што раѓаат најквалитетен зеленчук. Моментално работиме на еден проект кој што е близу до Струшко поле. Уживаме во тие вкусови на зеленчук и Гоце ве изненади со нешто кое што ќе го откријам подоцна. Сега за сега правилата се исти. Денеска ќе имате 45 минути. Ќе се надпреваруваме во сферата на рибата и морскиот свет. Имаме голем стручњак, значи имаме едно стручно жири кое што тежи интелектуално и кулинарски многу. Прашувајте ги, ве молам, да извлечеме максимум од нив, да биде емисијата едукативна и на крај сакам да видам креации кои што ќе го обелат образот до сега. Поминавме околу 30 на епизоди, ако не грешам, и ќе ги задоволиме и најпреверливите непца во Македонија. Дали сте спремни? Спремни. Па да го најавам жирито и продолжуваме понатаму. Денес ако бирало би готвил или свинско, може и риба. Веќе секој пат кога очекувам нешто што ви сакал или нешто што би ми се погодило, не испаѓа така да немам никакви очекувања и мислам дека и помирен сум. Само сум спремен за новиот предизвик. Освежен. И како што ви најавив, денеска имате сериозно жири, како и секогаш, меѓутоа ете денеска Златко го заменивме малце да ве опуштиме, да ве релаксираме од Злате како најстрог досега судија. Ќе го најавам прво Слободен Чокрески, чест ми е да е денеска наш гостин во училиштето, оснивач на движењето Slow Food, движење кое што идеолошки мора да не поврзе сите како готвачи. Би рекол, човек кој што виното го познава на начин како што вие би требало да ја прецепирате храната во иднина, вински витез, нешто да додадеш, Чокре? Па, гастрономат, сериозен критичар и дегустатор на храна, уживател, хедониста, голем аплауз, Чокре, со нас во студиото. И на моја голема чест, исто така, Злате го заменив со едно од луѓето што се виновни, што јас денеска се бавам со кулинарството. Човекот што ме инспирираше да влезам во тој свет. Човекот кој што би рекол е доаен на модерната македонска, медитеранска
кујна, кој што не ја донесе на начин како што не ја видовме до тогаш, крај на 90-тите, почнал на 2000-тата, со Тилио го имаме во студиото господинот Коџак, ќе кажам со еден збор. Здравко Котовски Коџак. Шеф Коџак. И шеф Коџак ќе оставам сам да ви каже за неговиот историјат и он ќе ви биде главен едукатор у денешниот предизвик, ќе ви покаже како да ја пристапите најдобро на рибата. Спремни? Да почнеме. Па судија се построги и построги. Така да очекувам денеска некој баш експерти во својата област. Да прерочим, имате супер свежа ципура на вашите работни маси. Ве молам истата да биде сервирана супер свежа, супер сочна. Пред се, внимавајте, единствено нешто што у подготовка на риба би се нарекло катастрофа е да рибата се пресуши и дојдеме до нешто кое што не е воопшто вкусно и воопшто примамливо. Имате помошната маса, имате сите можни гарнири што би можеле да одговараат. 45 минути сосема доволно. Дали може да почнеме? Може. Режија, 45 минути, почуваат. Сега! Можам малку чешка да слова. Па од неколку јадења што ги зафркнав или у некои техники кај што бев полош, дефинитивно ги слушав советите од двајцата шефови и ми помогнаа многу нормално. Само што мислам дека пак повеќе треба да вежбам. Ќе биде брзо, колега. Може фолија? Да. Па заедно ќе ги ставиме. Да, бе. Да не се бркаме после. Да. Да се знаеме минутажа. Тешко и жешко, бога ми, сега во моментов ќе видиме како ќе оди у кујна на 50 степени. Целокупно тешко од притисок, тешко од жешко, тешко од стеснување на кругот. Нешто на розмарин ми мириса. Да. Ме привлече мирис на розмарин. Розмаринот е многу треба внимателно. Може многу лесно да издоминира.
Лука, ти целосно стил со Мора да се марамата, бамбусов готвач на пареа. Више ти е натре рибата? Да. Добро, полека, не, готово, не ја отвори. Пази, можеш и со пареа да ја пресушиш. А на цела тава ќе ставиш една или две звездички и ќе попреми. Не брзај. Прво се загрева иноксната тава, Малку свеж, ти нема свеж гјуб. 3 до 4 минути, капка вода да се движи како сфера околу тавата, тоа ќе загреана, тогаш ти е, поради топлината, поради тоа што е фактички самиот материјал веќе импрегниран, да кажеме, ја прави нелепливо. Само тогаш ставаш најпрво да се исуши рибата убаво, да се пржи, инаку у секој друг случај ќе се вари. Прво гарнирот, така или рибата се пече више? Тоа ви беше паметно, најпрво гарнирот. Тоа е паметна организација. На оваа ципура од 200-250 грама не се потребни повише од 10 на 12 минути. На било кој начин да ја спремате. Ракавици имате тука. Матруси. Повелете. Повелете. Ќе да ја вадам, сакаш? Сакам да ја изведиш, малку ќе ја отворам за да се подпече до згора, знаеш? На колку е ово стане? Стави ја тука. Малку да ја... Ќе да видам на моја рука. Пази да не те джишно, Ајде. пошто се големи тавиве. Негова абер нема човеч. Чекай, ќе ја засечам. Шеф, може ли джокерот да си го искористи? Ајде, да те прашам. Ајде. Слушај, Кој шеф? на 220. Кој шеф сакаш? Тој е шеф, ја не сум. Кој е бил? Шеф, джишно. Извини. Повели слободно. Мислам дека не е готово. Стави го и мојот. Јас сакам. Вадиме пак за 5 минути. Ваше мисли? Повеќе од 10 минути. Од 9 моментално. Тука си негде. Ја слободно вака. Да. Добре. Чекај. Оста уште минута. Мора трибаше да ја ставам отвора. Сакаш поживо? Тука си. Јас лично јадам поживо, повеќе ми се. Е како? Е како? Можеш да сподели со нас некој твој спомени од ресторан Тилио? Многу анекдота, да се насмееме или нешто? Се насмее. Па не знам, ја вака нешто што би било интересно да споделиме со гледачите. Нешто легендарно што би било вака да овековечиме. Легендарно што би останато, пошто стварно тоа се случува многу одавна, толку не знаеа луѓето за новитетите, што најсмешно нешто било до сега да ме праша некој дали имате денес од тој зелениот карфил. Зелениот карфил. Зелениот карфил, одма ќе погодиме сега да го збориме за брокула, ама пред 25, 26, 25 години беше недоставно едноставно. Немавме. Не беше стварно познато како Аргумент колку брзо кај овако. нас се случува и динамично, колку гастрономијава не се Оди отвара напред, пред да, светот, колку се отвара. Сега Тоа е можеш да друго, најдеш сега не мислам не се споредува тоа време. Не ми е страв дека можам да отидам во елиминации, не дека немам јака конкуренција, туку едноставно веќе со секоја наредна емисија стресот така некако попушта, затоа што се очекува дека нели еден ќе биде тој што ќе остане. Мене и денес го кажувам како пример, значи доаѓа младо момче од дело, у машта, у актовка. Актовка, не да, на службена джер за кола. продажба на оружје, да пукна да биде кура. Остай, викам, не се може. После само исклучува. Не, Оди исклучува. го сакам, гледам и ќе видам. Исклучува. И Можеш? многу ми е драго што си издржал на целта. и на фала тој ти пат. на инспирација и фала ти на поддршка. Ете, тоа јас само ќе ти Фала, кажам. јо, долги години останати исто на и дружење, него морам да го нема спомнам збор за у тоа, да. целото мое патешествие, зашто патешествието знаеш какво е, не е никогаш рамна линија. Секогаш се разочаруваш кога ќе допреш до некој луѓе кои што се оваа професија да ги наречам залутани или по игран случај Секаде мора има да се така. бават и се разочаруваш малку и ти паѓаш и со морал и со желба за работа се. Јутоа ќе запознаеш луѓе како него, како тебе, како луѓе кои што го движат
ја движат индустријава, да кажеме, на фреквенција на која што би требало да се движи и да бидат инспирирани. Значи, врвен квалитет, познавање, голема едукација, знаење позади тоа што го работиш, значи не само слепо влегување оваа работа. Значи, Тоа ми се допаѓа што уште го немаш изгубено Не. ентузијазмот. Тоа значи дека стварно уште си И млад. него кога така сум да. го запознал, истото сум си рекол, па чекај, што има вакви луѓе, има светлина на крајот тунелот и у Македонија нешто Има за може кого да готвиш. Нешто ќе се случува. Па после организиравме некој супер настани, па го запознавме еден така малце да кажеме Екстравагантен. горд италијанец, Да. да го наречеме горд. Па он кога видов, викам, чекај, значи може и вака да си шеф, со ваков став, знаеш. Ние бевме научени шефот да биде секојаш некоја, ајде да наречам, сервилно понизна личност, Да, у интерес на остварување на тоа, газдата рече, тоа, знаеш. Едноставно видовме улога на шеф, кој што шеф си има свој став, си има ова е мојата линија, моите стандарди за никого не ги менувам, сакате неќе. Имавме еден Hell's Kitchen ивент. Нели? Не, јас ти реков, не ама сега бев тоа е толку воодушевен од тој ивент, као да речеме супер организација беше и голема благодарност и до Камник тогаш, одма ики свати за што се работи, одма поддржа и све тоа. Меѓутоа, за мене тоа најбитно како развој на готвач беше што видов една институција од готвач, еден рол модел, еден урнек, како може готвач да биде господин и да си има став. Извинете, претходно кај да сум работел некако готвачите биле нешто као за пинг-понг, ај сега денес вака ќе биде, утре вака ќе биде, не. Видов, чеке стандарди, значи има што да се учи. Дај да Ние видиме. сме на само по стара, да кажам, генерација и едноставно сме имале друг агол на гледање на угостителството. Мораше да бидеш, Имаме тако речи, соцетот. подчинен, Само да не ја пресушим. Алкохолен ти е 9% тенто е. али затоа можам да Вински. потврдам. Внимавај со тие киселини, тоа е многу јак. Ајде. По-нежно нешто, имаш саба лимоне, тоа е. Не, дај вински. Мирисам малце на отсече Еве, тоа. ја би го користел овој. Чекај да дам само оци. Да, 5% винска киселина имаш. Денеска малце сум полабавена, за разлика од минатиот пат. Сакам да е нешто што е ново, дефинитивно. Ако повеќето не сме го правеле, така е поинтересно, пошто е повеќе неисчекување, повеќе возбуда, повеќе тензија, не знаеш кој како ќе го направи. Нешто традиционално. Јас сум сепак за традиционалните јадења. Случи? Да, ама... Ајде да вадиме. Твојата мислам е готова, мојата. Ја и ти кој ќе ставиме нешто урирано? Да, Готово. готова. Не може да се има висока кујна од кузин без добра винска култура и добра понуда на вина. И обратно, и не може вина да продаваш ти скапи ако продаваш само скара кебапчиња и бурек и тавче гравче. И секој, да кажеме, и сомилиер или енолог треба да има познавање од храна. За тоа што едното без другото не оде. Сега, добро, ти работеше во Дубај, има ресторани каде што се муслимани, луѓето не конзумираат алкохол и така натаму, тоа е друга категорија, меѓутоа во светот, зборуваме во западниот свет, секаде е едното и другото и кога спремаш нешто, треба да размислиш, сега ова ќе му легне тоа вино, така ќе се дополнат, ќе биде добро. И обратно, правиш некое вино да биде феноменално, меѓутоа секој пат, еве ја правам гараж вајн, размислувам со што би одело и како би го спарил тоа. Во Дубај за секое нешто имаш вработен човек. Не може кај нас тоа се уште да си го дозвола. Горка тема. За ова ќе ни треба подкаст за оваа тема. Подкаст за ова. Да не се лажеме. Ова ќе Не треба може добри 2 кај нас сати. во колку може да наброиш дали на прсти, во колку ресторани имаш вработени професионални сомелиери. Истото се борам и многу се борам. Може би и нема.
Претпоставам дека се исто некои шефови или некои луѓе што веќе се долги години во оваа професија, дека имаат доволно искуство и тоа едва и чекам и од нив да научам повеќе. Што е проблемот? Проблемот е, јас се сеќам на времето уште во бивша Југославија, у Метропол имаше една шошка кај што ги реде тањирите, ги става и се грее. И после ги служа на топла чинија. Да, бе, како сегашен саламандар Температурата, како за да ги мене, греат? Сега си температурата на термопултови. сервирање на храна, температурата на сервирање на храна, исто како и температурата на сервирање на вино, е една од најбитните работи што е критична и што луѓето не можат да ја погодат. Тие 2 сада. А ние што сакаме од ручек до вечера да заседнеме у кафана. Кој ќе ми избрка мене од кафана, бе? Нема да те избркаат, ама кој ќе ти го донесат рачунот може да дојде до паѓање на вегите, например. Уште 6 минути, све изгледа више. Лиде, како ти изгледа тој Макдоналдс? Што ти е гарнир? Тој што го најдов. А? Па го најдов таков. Каков го најде? Кај го најде тој? Покрај Чернобил да не го најде? Да. Ајде молим те, тоа надвор од тањир, немој да си ја брукаш порцијата со нешто што е вишок, рековме, помалце е повеќе. Да не ставам супер. Макдоналдс, добро. Види, јас ќе ти најдам, ќе земам Давор. Сакав некој Макдоналдс. Дали може да помогнеме со ултра свеж Макдоналдс? Малце? Има. Во епто имаш. Преврнало очи. Да. Разбираш? Немојте сега финално, значи крајот го краси делото. Да. Дали мислиш дека ова исто малце некако штрчи? Тоа е вака за Гледај да добиеш. За зъка, ма некако ги штрчи, а? Така. штрчи ќе ставиме вака, може? Па и Нема. И Рамстор одма се погрижи да ни прати свеж Ви зелен, благодариме само за да се измие, букетот. не е миен, Благодарам, да. само да се измие. Се е супер дека не се деси некоја пења. Зашто јас, например, тоа го гарантирам, кога работев на едни јахти, кујната ми беше почиста секој ден отколку мојата кујна дома. Бидејќи така беше конструирана од инженери, што исто фали на нашиот пазар, да има инженери специјализирани за проектирање на кујна, за да може секој ќош да биде достапен, да влезе црево. А не можеш кај нас да имаш слепи ќошеви, кај што не може ни црево ништо, кај што развој на бактерија е онака супер идеален, а да сакаме хигиена, секоја кујна влегуваш има миризба. Јас во оваа кујна ви кажам, влегував секој ден беше као нова. И на миризба, и на изглед и на се. Бидејќи е така конструирана да можеш да влезеш сегде. Вода. Коџак, да. Сигурно ќе биде. И вода, и џогер, така. Сегде можеш да се влезеш. Воглавном експериментирам, меѓутоа не со некои странски кујни, туку со некои автохтони растенија кои што живеат тука на вираат на оваа почва кај нас, така да воглавном тоа е некоја класика. Некоја класика и одење на сигурно, ето така би рекла. Проблем. Што правиме? Дали седиме и го гледаме колегата како тоне, како не може... Зашто се бориме? Се бориме за тим да развиеме. Ајде, Мартин, уште минута имаш. Ќе биде Добро, никој не асистира, окей. Тоа е тоа. Ама и јас сум сфатил. Добро. Матин, кажи помош? Ајде. немам струја, Ајде. Се случува, треба да разберете дека и во професионална кујна технички проблеми се случуваат секој ден. Секој ден. Не ти работи пареа на печката, фрижидерот ти е надвор температура. 5, 4, 3, 2, 1. Мартин, стоп. Стоп. Од режија дозволуваат уште една минута, Мартин, за тебе, бидејќи имаше технички проблем да се ја расчисти станицата, уште една минута за Мартин. Дополнителна. Што јас сум многу задоволен до тука што сум стигнат. Пак ќе кажам, најмалку искуство имам од сите што сме тука. Чест ми е да видам со вакви, да кажам, шефови и легенди во кујната, што веќе тоа го прават со години, повеќе од колку што јас имам и колку што сум жив. Ќе се борам машки или женски до крај. Уште 5 секунди. 4, 3, 2, 1. Тоа е тоа. Супер, одлично.
Надпреварувачи, успешно завршен предизвик, останува да пробаме. Еден аплауз за вас. И дојдовме до популарниот дел, или да речам дел во кој што се надам ќе уживаме. Шефе, како ти изгледа? Ќе уживаме? Ќе уживам. Ќе уживам, ја. Мене ми ужи. Јас ја као домаќин ќе ме послушам. Али пред Гледам тоа четири да ги поканиме на преварачите да ни кажат збор два што подготви, како поминаа со предизвикот. Ајде најпрво Лидија повели да бидеме џентлмени, представи ја твојата порција. Вака, што се однесува до чистењето на рибата, ги послушав инструкциите на шеф Коџак, а што се однесува до начинот на припремање на рибата, тука се сложивме со господинот Слободен и исто како што јас дома ја правам, што помалку ставам во рибата, да се почувствува вкусот на рибата, значи рибата ја направив со сол, масло и вино. Тоа има значи нема други некои додатоци. Сега лимунот е нормално неизоставен дел. Направив како прилог компир салата и мислам дека вкусот ќе биде добар. Така Прашање некој да имате? Шефе? Не. Шефе? Не. Не, ти благодариме Лиде. Ја поправив грешката на пренатупување на порцијата. Овој пат основа беше главната состојка, односно рибата. Ајде Лука. Денеска спремав риба на кинески начин. Немаше свеж гюмбир, па затоа сув гюмбир ставив во водата, на пара е правена рибата. Во водата да испари малце тај вкусен гюмбир во водата. Одозгоре е попарена со врел зејтин, има магданос и кромиче одозгоре. Во соја сосот има соја сос, малце лутко и оцет суши. И тоа. Добро, екзотично, храбро. Како и увек. Храбар пристап. Јас сум љубител на азијатска храна. Концептот на готвење на азијатската храна е различен од европскиот. Начинот на спарување и интензитетот на вкусови е различен, затоа што таму постои таа триангулација луто кисело сладко или луто кисело солено. На друг начин се третира. И јас готвам доста азијски, најголемиот предизвик е да се имаат состојките како што треба, како што кажа. Свеж ѓумбир е друго од ѓумбир во прав. Макдоносот не е коријандер. Па го искористив џокерот, ги прашав шефовите дали ми е окей рибата. Ми каже уште минута две, ги послушав, пак ги прашав, ми каже окей. Ајде Александар, твој ред. Вака, рибата печена во фолија со вино, лук, магданос, зачини класично, мал цел рузмарин внатре ставим во неа. Додаток орзо, исто внатре малку има спањак, мајчина душица малку, промит црвен, пропржен, путер малку, така, класично орзо. Добро. Океј. Прашања некој да имате? За Александар? Тоа е тоа? Па не, само што те натера толку многу да има од се. Кој е твоето видување, баш ме интересираше. Некако ми има многу лимони, Лимун, дома. да, декорацијата е со тенки лимуни од страна, као да се исцедат. Заборев дека ставив лимун веќе врз неа, на самата риба и веќе од кога го направив нема време за на... Не, во ред, гледам, јас сега ова кога би го трнал декорот, би ми била идеална порција. Идеал. Овој пат применив она најкласично морска риба што би ја приготвил, како што и ја готвам дома. И се испостави дека испадна добро. Ајде, Мартин уште, да видиме
се бореше малце со техничките проблеми. се случува, тоа е ништо супер, страшно, се да. случува, извади порција, Па, тоа сме сите, да речеме, задоволни што успеа да се справи со предизвикот. Видовме тимска игра, тоа ми се допадна, Александар веднаш се понуди, јас малце иницирав и сакам нешто да кажам, што е ново, меѓутоа тоа беше у консултација со режијата. Александар, оваа епизода се стекнува со имунитет. Поради тимска игра, поради тоа што покажа поддршка и еден голем аплауз. Значи, Александар, можеш да издишеш, безбеден си оваа епизода. Мартин, повели. значи, обично јас кога правам морска риба, ја печам во фолија, но сега сакав да пробам на тавче. Според мене се беше по план, но кога исчистив рибата, кога ја ставив на страна да одлежи малце солце, Так. пред тоа одозгора ја натапкав за да не биде водена. Но заборавив скроз внатре во утробата дека има уште малце вода и кога ја ставив веќе на загрено тавче, малце ме зафракна водата, затоа ми се одлепи кожата. Но мислам дека Се случува. Можеш уидмина, ако не си сигурен, брзаш. Стави си хартија за печење. Као подлога. И стави рибата на хартијата за печењето ти еден Нема ни да залепи, нема три- ни да... кој што можеш да го користиш уидмина ако не си сигурен. Ако тоа ти е една риба имаш, немаш Немаш замена. втора замена и Да. не сакаш да дое до ова, да кажам, уништување на кожата и вака да не да. изгледа толку Да. пријатно на око реално, меѓутоа Да, не е пријатно, вкусот е но- тој што ти донесе победа или нема да донесе победа. Све друго ми беше по план, значи прво стврлив малце зрна, ги запеков бибер, потоа со розмаринчето и лукот да упие во маслото, потпосле ја додадов рибата и во истото масло, после тоа ги додав шери доматите, ги тргнав на страна, го сварив малце компирот, па го вратив во истото масло, се тоа да се инфузира. Ова ќе се сложи сега и значи професорот Чокрески дека доматот кога е запечен вака скроз Го друга менува. ароматика, друг вкус имаме после оваа карамелизација. Едно е од кисел го правиме што се вика, може и да е десертен веќе однос на шекерите. Бидејќи има согорување на шекерите и доматот вака послужен е многу поинаку него ли ова. Знаеш, друго Да, сакам да ти свесен кажам, сум. еден трик што се сетив од Коџак, што ми го има кажано пред 15 години. Не ја зачинуваш рибата, него на самата тава или скара фрлаш крупна сол, која што крупна сол ти ја прави нелеплива. После тоа и да е инокс и да е све, крупната сол во тавата нели нормално Заборавив на прави. тоа. Ете ти еден трик што На плотна е ми од користам него трик. лично Тоа се ќе си фрлиш крупна да. милиметри, она лепди, она не ни лежи. Ете така, лепти. Баш така. Запомни се. Да, браво е, шеф. Браво. Фала мастер. Мојата идеја што сакав да ја направам ја пробав, делумно испадна, делумно не имаше мал проблем, но задоволен сум дефинитивно. Идеме дегустација. Задоволство. Ајде прво Ајде. иде вака да видиме. Вака ќе земам тањеров. И ова е индикација дека рибата е готова. Кога се вака бели и испакнати очите, тоаш сигурно ни е готова рибата, тоа е една од индикациите. Ево вака шефе, опаш. Малце компир салата. Мирис ба има како мајка ми дома што ја прави. Значи баш она класиката си ја извела, мислам дека на добар начин. Таман испечено. Да, да, да. Браво. Голем предизвик е, големо парче риба да се посоли убаво за толку кратко време, али изготвена е перфектно. Браво. Да. Ова заслужи аплауз. Да. Супер. Одлично. Одиме со, може ли нови тањирчиња режија да ни се донесат? Едноставно на еден начин ја припремаме ние. Во преспа кога си ја ловиме свежа и таа е таа кремен адли од крап, мада сега сакав стварно да пробам на тавче. Одлична риба ципура, не е мрсна како крапот,
тоа малце го требаше да го имам во предвид. Мада не ми напри тоа проблем, но едноставно не ја исушив во рибата, остана малце вода. Затоа малце ми се распадна, но според мене на вкус беше окей. Збориме за аматери, браво. Уф. Мислам дека, Шо сака да кажи? Жива. мислам дека е жива. Уф. За жал. Па се потруди. Прво, може шеф вака. Може и опашот да е сготвен. Меѓутоа центарот е жив. Да, центарот е. Суши. Центарот е на суши, ама у консултацијата Лука праша дали доволно е готвено. Ја му барав уште минут, два. Да, ја реков уште некоја минута, али после се Ти му рече заборевме, да. тамане, а он сам ми каже дека сака малку поживо. Така да тоа што си го замислил, си го направил. Тоа е Да. исто сасвим окей. Малку еднак е жива. Она е централно кога ќе ја видиш. Да. Али добро што жива ме е, да. консултираше и што ни даде на знање дека он сака поживо, тоа што сакал, ти си го направил. Браво. За тебе браво. Сега ќе пробам да. Да. Да, опашот е готов. Сготвен. Храбро. Е храбро. Тоа што ја би рекол за да го направиш што треба, мораш добро да си спремен за таа техника. Се пуштува во непознато, Да. тоа е храбро, ама не е некако до крај промашено. раскажена приказна. Приказка. Чоколе да кажеш нешто? Ја како љубител на азијатска храна го охрабрувам да продолжи да експериментира. Да. И тоа тука температурата на парејата не била доволна да свари целата, односно да сготви целата риба. Надворешниот дел е вкусен, многу, ама внатрешниот не е доволно печен. Мене и на око, и на око ми се гледаше дека не е готово, ама оставив сега овие професионалците да кажат, шефовите. Кога се прави на паре, она треба да биде целата во распаѓање, не сме да биде тврда конзистенција. Второ што би јас како експериментатор во азијската кујна, знам дека немаше свеж ѓумбир, ама ситно сецкано лукче подпржено од озгора као криспи, да се направи као чипс од озгора, дава одличен шмек. Не го доминира толку, значи лукче ситно сецкано као на ливчиња, испржено од озгора, ќе му даеше топ. И малце повеќе да подолго да Гарлик флекс. Да, флекс. он беше долго време готов. Знам што е ова. Не. Прашањето ни го постави во некоја си средна фаза на готвењето. Иако ја допрев, реков, ја би ставил уште некоја минута. Требаше прашањето ни го постави на крај. Ја не обрна баш внимание, он беше долго време готов, со рибата и му стоеше на работната маса, а тогаш не праша, а ние дискутиравме некои други теми. Така да, во секој случај, одговорноста е на грб на направувачот. Во секој случај. Браво за храброста да продолжиш да спремаш вакви работи. Нема луѓе кои што прават ваква Нема кои работа многу експериментираат на и оваа да експериментира. тематика. Она е изусетно вкусно од сојата и од лукот и од ова. Изусетно вкусно. Да. Само значи тоа е грешка, ама добро. Тоа е тоа. Идемо дале. Одиме, кој е наред? Александар, мислам. Александар. така, Да. И ја кога би се нашол, би сакал некој да ми помогне во таква ситуација. Затоа и мислев дека од кога посочи шефот Филип дека може да помагаме, се понуди веднаш. Морзото е супер зачинето. Тоа е На макс. на макс. Биберил малце поиша. Рибата е. Одлично. Браво. И во лимонов Чи мрнкаме. Ти да реков, окей. Виде ќе минусираме на плейтинг. На плейтинг Што е прави? оди минус. Али е Во секој случај, да. фантазија вкусот, фантазија. Браво. Браво. Да, ова е тоа. Ова е тоа. И одиме на Мартин име. Ајде да видиме Мартин. И тоа
обеќава. Ако е малку повредена риба. Конфирмација. Да, ако може. Тоа уште побаво. Сега ќе видиме да не пресолив само. Браво. И риба да има. Тоа не е многу. Погоди шефот дека ќе отиде у десертна форма шери домат. Да? Благ, браво. Ова игра. За мен ги се свија комбинацијата. Ако ќе стеш Може сол да и компир убава комбинација. Само ако не се свија. Чим се двои вака, ова чим се двои вака, камера, тоа е супер згодно. Кај таму зема. Земи повод. Розмаринот запржено, веќе Да, падната друга димензија. имаше многу јако. Ма рибата не е состојание зачинета, Не. не е зачинета рибата. Си заборил, ја не знам дали Или ќе си посолил. суплаш. Као да нема сол. Не сум сигурен дали си ставил сол бар малце или Барем кај солта секогаш бев супер, ама Кај гарнирот си окей, а кај риба баш е онака, компиров имаш некој зачин, као за у градинг. што не ми е Едина јасен. деца не сме да се дава сол. Кој ли беше овој зачин сега? Нешто како морско редче нешто. сол, бибер и босилок има тоа. Босилокот се буни. Не, и од Немаш некој пражениот, шекер стајно нешто? Не, од пражениот томат. рузмарин останала. Мислиш? Да, 100%. Добро. У секој случај само зачин. Да. Можево, Многу да. е флет. Во ред ви благодарам. Зачинот, мислам дека е заради водата, тоа што останал зачинот малце се, да речем, се разводни, не беше толку интензивен како што го очекував. Да интересна идеја имав тоа што го направив, што пола ја испржив рибата, па после тоа ја пржев и врз самите шери домати и испадна убаво на вкус од надворно, внатре беше минимално се чувствуваше тој вкус од зачините и од маслото. Но сепак беше окей на крај. Не, немојте да сватите дека е ова некаква негативна критика или да се разочарувате. Тука ние само сакаме вас да ја поттикнеме да станете подобри готвачи и како евентуално, они двајцата се професионални шефови и водат цели кујни организации и јас како конзумент или гост во еден ресторан би ги гледал вашите креации утре ден. Или на гости да ви дојдам, да кажем. Значи, мене ми падна паричката, одговорноста делдам од назад и да кажем за две јадења, значи, Лука, јас сум најголем љубител на азиска храна и најголем пропагатор на азиска храна во, не знам дали во држава, али ајде да кажем меѓу најголемите љубители. Сум бил по курсеви аматерски за виетнамска, кинеска, тајландска храна и така натаму, готвам дома и се мачам со состојки. Твојот обид да сготвиш нешто азиски без состојки е многу храбар. И не знам дали е за надпреварување. Значи тука гледаме некои работи. Рибата на парја сака да биде скоро распадната, исто како на Мартин, што беше распадната во друг вид на готвење. Надворешниот дел беше вкусен, внатрешниот дел беше недоволно печен. И тоа е диш чинија за враќање во ресторан и тоа е малку непријатно и за ресторанот, и за репутацијата, и за главните шефови, и за теб. Имаш десетка за храброста и за иновативноста да вклучиш невообичаени зачини, кои што јас многу ги сакам, меѓутоа сепак грешката на недоволно печење и на непеченост, односно несготвеност на рибата во централниот дел околу рбетот е проблем. Така да ти си на 4-то место, Мартин е на 3-то место,
првично ради самата визуелна презентација на рибата. Рибата е растурена цела. Можеби ако на Лука рибата од готвена на парја беше така распадната, беше нормално, тоа што е готвена на парја. Меѓутоа, тоа е едната работа и втората работа е зачинетоста. Каде се изгубила солта не знаеме, ама и зачините и се. Ама беше флет као да нема зачини. Гарнирот беше окей, вкусен, самите што кажа шефовите, самите чери томатос е домати. Кога ќе ги потпечеш, доаѓа до карамелизација, се губат киселините и окей. Дури малку имаше попримено тоа од розмаринот од страна преку маслото. Убаво беше. Убаво беше. За Лука мој овака личен совет да проба со ливчиња од лук и ливчиња од ѓумбир, да ги испржи убаво како чипс да ги направи и тие да ги стави од озгора на рибата, ќе дадат посебен шмек и тоа ќе биде вистински и поред зборувам да биде до крај на парја завршена. Мартин и Лука се гледаме во елиминација. Може да кажам дека не сум разочаран, ама сум изнервиран. Бидејќи може не требаше да го искористам џокерот. И на крај заради тоа сум елиминација. Али сепак моја одговорност може да се каже, али па не сум нешто многу среќен за резултатите. Како што кажав, не сум разочаран, немам трема за елиминација, само сум малце изреволтиран. Денеска од почеток имав позитивна енергија, уште имам. Нема бутна тоа што ме прати во елиминации, затоа што пак секој искуство ми е супер и никогаш нема да... Имав првиот пат кога отидов во елиминација, ова ми е втор пат, што и сум задоволен. Првиот пат бев малце така бутнат со емоции, но ништо страшно. Ќе терам до крај. Јас би ви кажал само за елиминација, ве молам, одете во безбедна зона, нешто што сте сигурни дека е добро и нешто што, да речеме, делумно сте го испробале. Шефе? Ја би додал браво за сите, тањирите беа баш добри, 4 прво што видов, реков имаме 4 добри тањири сигурно. Би издвел дека Александар утре кога би имал ресторан, би го поканил да работи на заедно. Не ми требаше никаква додавка, мада прво реагирав на твојот тањир многу жолто, многу црвено, многу лимон. Тоа се разбравме, кога тоа би го трнале, ти имаше исклучително добар тањир. Задоволен во секој случај. После тие 2 утки од претходните емисии, мислам дека дојде се на своје место. Да поканиме Лиде тогаш. Александар доволно го пофаливме. Јасно е кој е победникот, да речеме, кој најдобро ни ја представи порцијата риба. Лиде, супер коректно, баш онака златна средина на се што беше сготвено, беше, како да кажам, не можевме мана да му најдеме, голема. Класика. Баш така, класиката у своја најдобра форма. Ми се допаѓа што полека излезе од една зона на пренакитеност, да речеме на порциите. Само така продолжи, добра изведба твоја денешна. Ништо да ви се благодарам на сите. Александар, ти имаш имунитет, ама не ти беше потребен. Така да тоа да ве поттикнеме у следна епизода, тимска игра, се случува на некој нешто, помогнете му, нема никој да изгуби или да победи ради тој ваш, да кажам, гест на помош, окей? Се чувствувам одлично, изгледа и минатиот пат кога правевме тресена пастрамка. Очигледно припремата на риби ми одговара. Може да отворам некој рибен ресторан понатаму. Така да, супер се чувствувам сега. Епа, суди, ни остану уште само да одјаеме емисијата. Јас, како заклучок би рекол за гледачите. Слободно охрабрете се и подготвувајте риба во вашите домови. Воопшто не е комплицирано, воопшто не е наука добро да се подготви риба. Тука ви покажавме бар 10 начини од сигурно стотици кои што постојат за подготовка на риба. Јас уште еднаш ви се заблагодарам и нешто за крај, дали имате да додадете? Имам да кажам. Што преповеда? Испадна денеска дека
дека класиката победи, а експериментите изгубија. Во надпреварување сепак треба да имаш пробано нешто, да знаеш како ти оди во туѓа кујна, со туѓи температури, туѓи тавчиња, е многу тешко да се готви и јас ги разбирам овие работи. Ја би сакал да ги охрабрам гледачите да пробуваат дома, да експериментираат. На крајот за вкусовите не се дискутира, секој може да има различен вкус, меѓутоа и сакам да ги охрабрам нашите надпреварувачи да продолжат со експериментирање. Јас секој пат сакам експерименти, нови работи да пробувам, меѓутоа пред надпреварување треба да ги пробаат, да ги усовршат тие методи, за да можат да ги применат и во туѓа кујна, под притисок на време, на жири и така натаму. Тенаш благодарам за експериментирањето, не е тоа лошо, супер е. Испадна дека класиката победи денеска, меѓутоа ве потикнам и понатаму да експериментирате. Коџак, Ја можам само да ги поздравам гледачите. поздрав од сите нас, од FJ Кулинарското училиште. Следете не 180 степени, телевизија Телма со уште посериозни теми.